sadržano na početokot na izjava na direktorot na javното предприятие Нискоградба, дадена на 7.11.2014 година, kada se pohvalil sa svojih zastupanja. Predsjednik u svojata izjava napomena дека ќе овозможи 40 нови правотувања, бидејќи претходно работа у 40 лица. Меѓутоа, мене лично неговото обраќање ми личеше како обраќање до Општинскиот комитет на КМН, со кој ќе замолува да добијам пилен мандат, со кој што ќе изближи кадрите кои што во моментот се на листата на чекање за повикување во Општинскиот комитет. Понатаму, се похвали дека извршил легализација на дивите градби кои што се во собственост на јавното предпријатие Нискоградба. Исто така ветување, односно достигнување кои што го направи, бидејќи ако не го направеше, денес се опричествувавме дека тој ја злоупотребил својата службена должност и позиција. Понатаму, наредно достигнување според него беше зголемен обрт на оператива за поработата на јавното предпријатие Нискоградба. И тука не гледам дека нешто се достигнало, бидејќи ако гледаме наназад поработата на Нискоградба, обемот се повеќе се намалува и нема ама баш никакво зголемување на тоа поле. Понатаму, дел од достигнувањата било тоа што се обновила информатичката технологија и обезбедиле обуки за вработеници. Значи, учењето на англиски јазик и компјутери, ако се смета дека за некое големо достигнување, кое што во денешно време е нормална работа, тогаш може би и така е. Јас не се согласувам дека тоа е некоја кусна каква обука која што има витално значење за Нискоградба. Понатаму, бил обновен возниот парк на Нискоградба и ќе се продолжило со тоа. Почитуван директор, вие не го обновивте возниот парк на Нискоградба, туку го обновивме ние, односно Аминот кој што го добивте од Советот, придавање на 30 милиони денари кредит, со кој што купивте возил. Значи, исто така не е она со кое можете вие како личност да се попалите. Сепак, лошата состојба на Нискоградба не влијае на намалувањето на трошоците кои ги прави директорот, како за реклами, спонсорства, а најповеќе за репрезентации. Доколку погледнеме наназад ќе видиме дека во 2012 година трошок за репрезентација имало околу 2 милиона. Во наредната година, 2013, тој трошок се покачал за 25% и достигнал 2,5 милиона. За да во 2014 година се покачи за уште 20% и достигне висина од 2,4 милиона. Очигледно е дека не може да се најде доволна мотивација за да се зголеми обемот на работа на Нискоградба, но затоа и тоа како се наоѓа мотивација за да се потрошат парите кои што ги собира Нискоградба со поскапувањето на цената, која што тука ја разговаравме и посебно моите драги колеги од десната страна ја дозволија, кога не убедува дека таа изнесува само во висина од 2 пакети цигари и дека мора тоа да се случи. Меѓутоа тој арач достигна да се претвори во 40.000 евра, кои што се потрошени за спонзорирање на собствените желби на директорот и желбите на нормално градоначалникот на Битол. Би сакала посебно да нагласам една реченица која што директорот многу често ја кажува од оваа говорница, а тоа е дека јавното предпријатие Нискоградба има низа општествени должности и одговорности. Сега, во контекст на ова, можам да ви кажам дека може би е крајно време да почнете да ги извршувате, иако мислам дека нема да почнете да го правите тоа, за да ги намалите непродуктивните трошоци кои што ги правите и да им се одолжите на граѓаните на општина Битола за она што го плаќаат како дел во Нискоградба. Меѓутоа, една работа треба да ви биде јасна, дека и вие, и градоначалникот Тајевски, сте минали
skalašenost i trošenje na nivните sredstva će biде i to kako zapamte. Благодаря.